Едуино амбасадорите од Пробиштип Марија Богатиновска и Рената Максимова учествуваа на работилница организирана од невладината организација Смартап. Заедно кон подобро образование беше насловена работилницата, која го опфати концептот на мрежата за учење науки и негова валидација. Повеќе за сработеното, но и за наученото, дознаваме од Марија Богатиновска, Едуино амбасадор од општина Пробиштип. Едуино, всушност амбасадорите се дел од Смартап. Значи тоа е една голема невладина организација која што работи на повеќе проекти. Едуино е еден од тие проекти кој што се залага за подобрување на образованието во нашата земја. Токму така беше и името на работилницата, заедно кон подобро образование. И на истата беа поканети сите Едуино амбасадори, 72 на број. Повеќето од амбасадорите беа присутни, исто така имаше и представници од Бирото за развој на образованието, кои што го поддржаа сет овој настан. И на работилниците имавме, значи, во 2 дена различни цели, различни теми на работилниците. Првиот ден всушност работевме на мрежата за учење наука. И тоа е еден концепт многу добро осмислен, односно учениците да не учат цело време постојано во училница, туку да излезат од рамките на училницата и да ги посетуваат оние центри кои што всушност ќе го дадат тоа искуствено учење што им е потребно. Имено ние во Охрид имавме прилика да го посетиме Хидробиолошкиот завод, Хидробиолошкиот институт, што е навистина една институција која што секој граѓанин на Република Македонија треба да ја посети, а особено учениците што се од предметна настава, па можеби и за овие нашиве помаливе. Навистина членовите од тимот кои што се таму вработени се потрудеа да ни објаснат се, ги посетивме сите нивни одделенија и бевме фасцинирани. Веднаш се ставивме во улога на ученици и свативме колку тоа би било од големо значење и придонес за учениците. Значи тоа беше идејата на искуственото учење, односно да направиме една мрежа и како ние Едуино амбасадорите можеме да помогнеме за ширење на таа мрежа низ нашата држава. Понатаму, вториот ден имавме работилница која што всушност беше насловена како партиципативно генерирање на идеи за развој и подобрување. Тоа е еден нов, широко употребуван начин за идентификување на предизвици во различни организации. Значи, може да се применува освен во образование и во други организации. Значи, една прекрасна метода која што дава многу ефективни поенти на крајот. И ние всушност бевме поделени во 4 групи. Секоја група имаше различен проблем. Имавме стрикно регулирани правила на однесување и почитување на тимската работа и на крајот всушност секоја од 4 групи извлече по 10 клучни поенти кои што всушност се предизвици, односно проблеми со кои што наставниците, учениците и воспитувачите се среќаваат во нашата држава и јас искрено се надевам дека овие 40 всушност клучни поенти некој ќе ги разгледа и сериозно ќе ги примени и сметам дека нашата ефективна работилница ќе даде и ефективни резултати.